одлучува автономијата на универзитетот, па после дека не може еден испит да одлучува за целокупната оценка на еден студент. Имаш технички факултети каде што оценката се стекнува преку практични задачи и такви ствари. Не може еден тест да ми каже колку знам и колку вреди моето знаење за целокупното мое студирање. Дополнително, не ги знаеме точно стварите за како се планира да се изведе се тоа, али постои можност, ако се падне на тој екстерен испит, да не може више да се студира на истиот факултет. И сметаме дека во никој случај нема да се накачи квалитетот на образованието со ведување на тој екстерен испит. Зошто во КИМ нема изгледано следниот состав кој е јасен односно ова прашање и она што беше кажано како што го чувте ректорот дека универзитетот не е спремен да дава да усвојува некаков став доколку официјално не биде контактиран со објасната детално самата мерка. Они сметаат дека било каков коментар претходно ќе даде легитимитет на мерката и ќе биде базиран врз спекулација. Искрено јас дека се согласувам, сметам дека Министерството за образование апсолутно потврди во делот на концепирање на јасна мерка која понатаму ќе биде предложена во јавност и на основа на конкретни механизми што ги предлага да може да дебатираме. Она што се добива впечатокот е дека Министерството сака да зборува, меѓутоа нема идеја на што конкретно личи. Министерот е отворен за предлози, меѓутоа не можеме да даваме ние предлози на мерка која е само начината и далеко од тоа дека е јасна и во својата цел и во начинот на кој ќе биде изведена. Така да во оваа ситуација јас очекувам Министерството за образование да достави писмен допис и да се отвори ова прашање на интеруниверзитетската конференција. Она што очекувам од универзитетот е повторно да ги праша овие студенти кога ќе го гласа, кога ќе го дефинира сопствениот став. Сметам дека студентските парламенти нема да завршат доволно добро својата работа, тоа да ги представуваат сите овие студенти во надлежните тела кога ќе се одлучува дали да се поддржи екстерното тестирање или не. Така да се надевам дека ректорот ќе има осет и истите овие студенти ќе ги праша во моментот кога ќе се исполни нивното очекување тоа да имаат јасно дефинирана мерка. Во спротивно, повторно кој да став изгласан од страна на универзитетот, а не е во консултација со овие студенти, нема да сметаме дека е инклузивен и нема да сметаме дека не представува сите нас. Задоволни ли сте од одзивот? Не, јас мислам дека ова што гледате дека е доказ дека има енергија кај студентите и дека во моментот кога студентите се самоорганизираат, во моментот кога им меѓусебно отвараат дискусии, како што беа првата и втората средба за која недели вие известувавте, дека може да се створи критичка маса. Јас верувам дека било кој студентите овде да го прашате зошто не го поддржува предлогот за ведување на екстерно, дека ќе може да ви каже аргументирано зошто така. Значи, со оглед на тоа што беше, ние воопшто не очекувавме дека ќе бидеме примени, така да јас мислам дека тоа е позитивен знак. Меѓутоа дека оваа дискусија треба да стане практика и дека треба на почесна основа да се консултираат студентите апсолутно треба. Така да не е доволно само по себе.